Временските прилики го удостоија чествувањето на големиот празник за виничани Свети Трифун, бидејќи според нашите локални верувања и убедувања, какво ќе биде закројувањето, таков ќе биде и берикетот. Убавите сончеви зраци го осветлија и кумството на Душко Китанов, на чија нива со сите верски обреди се изврши традиционалниот чин на закројување на лозјето, а воедно и предавање на кумството за догодина на младиот кум Кире Андреев. На источната страна од Виница пак, кумот Златко Ѓоргиев со кршење погача го благослови новиот кум Љупчо Стојмиров. Старите лозари од Виничко велат дека годинава била добра за лозарството и од година во година истото е во подем. Како подрече со долгогодишна традиција лозарството, мислам дека името потекнува од лозарството, значи иначе климатските промени, лозето секој си го дава своето, сега зависи од оно си го дава своето. Можда ако не оваа година наредната. Красна за разлика од прошлата. Неле мразови, студови, да. Оваа година прекрасно, нема шо. Пример, јас имам лозе, еве нагоре на ридот, старо лозе. Значи у Карпа се сега веќе лозето са нелепо доле. Полесно за обработка, не се копа со, како да кажам сега, по винички со дикел, кој јас сум копал. Така да, мислам, малце е пософистицирано и е полесно за обработка. Али се у свему е, мислам, добро и многу голем подем у Виница, лозарството Ептен. Празнувањето на Свети Трифун, кое започна уште минатата недела со дегустација на вино и ракија, па со лозаро-овоштарска вечер и се заокружува со голема слава и дружба во виничките ниви, дефинитивно заслужува да прерасне во фестивал на виното со повеќе дневна програма, во која ќе бидат застапени различни содржини поврзани со историјата на овој град. Пред Лозаро-овоштарскиот одбор и општина Виница предстои сериозна задача и подготовка во прославувањето на јубилејната 40-та година со одбележување на оваа традиција.